последен настан и кешки да го немаше. Во смисла што ова година не напушти Драги Михайловски и многу ќе беше по во овој термин да имаме некоја дебата со него, некоја промоција, дискусија, разговор или макар прошетка покрај Вардар. За жал тоа не е ускратено и еве овие 10 минути ќе ги посветиме нему, а ќе почнеме со едно кратко видео. Good evening and welcome to the third and final night of Bookstar. It's a bittersweet moment because we would have loved to have a conversation or a discussion with Draghi, but we are dedicating this evening to him and the award. And yeah. Сигурно те сите нас предизвика некакви емоции. I wouldn't dare to continue speaking about Draghi because I'm sure that this video inspired many emotions in all of us. Само ќе кажам дека точно на 1 септември оваа година ја дадов лично иницијативата да ја основаме оваа награда. I will just say that on the 1st September of this year, I made the initiative of forming this award. Која што првично беше прифатено од целиот тим на Антолог и на фестивалот Bookstar. Which was accepted by Antolog's team and everyone from Bookstar. Понатаму, и што ми беше особено драго и од семејството на Драги Михайловски. And of course, to my great delight, by Draghi's family. Идејата ни беше и ќе ни биде не само да го зачуваме ликот и делото на Драги Михайловски. Our goal is to preserve the life and legacy of Dragi Mihailovski. Бидејќи многу често знаеме нашите значајни личности од нашата култура брзо да ги заборавиме. Because we often forget important people from our culture. Туку и секако да го подигнеме нивото на перцепција на значајноста на преводот. And of course raise awareness of the importance of translation. Бидејќи сите сме на чисто колку се значајни преведувачите за издавачкиот сектор. Because we can all agree how important translating is for the publishing, for the world of publishing. Сега да поканувам представник од семејството на Драги. Тоа е Јана, да ни се придружи на кратко на сцената. Бидејќи ми е многу емотивно ни е на нас, на семејството, ќе се заблагодарам на Жарко, на Антолог, за прекрасната иницијатива од наша страна, нели? Да ја дадеме ова свечена изјава и да се надеваме дека наградата ќе биде понатаму преведувана, нели? На повисоко. Благодарам уште еднаш. Инаку ова е статуетка и покрај тоа што официјално наградата ќе се доделува од 2023 за најдобар превод на книга на македонски јазик, што ќе доделува стручно жири преку јавен оглас на кој што ќе може сите преведувачи и издавачки куќи во Македонија да партиципираат. Сепак одлучивме символично првото признание Драги за 2022 година да го поделиме постхумно како почесно признание на Драги Михайловски и јас се ќе го врачам на ја. Сега бидејќи мислам дека може слободно да поминеме и на следниот настан, тоеш последниот, да не правиме пауза, барем јас така предлагам. Да, мислам дека нема потреба од задржување повеќе. Значи, последниот настан на фестивалот Bookstar е тоа кое што јас лично долго го очекував, а тоа е разговорот со Нобеловката Светлана Алексиевич.
I'm very much looking forward to the last event of this year's Bookstar, which is our discussion with Nobel Prize winner Svetlana Alexievich. Сепак предходно би сакал да споменам некои нешта. Значи, пред се да се заблагодарам на десетината странски и македонски автори што беа дел од фестивалот Bookstar. I would like to thank all the authors for participating in this year's Bookstar. Ирса Сигурдвардотир, Iceland, Светлана Алексиевич, Belarus, Igor Štiks, Croatia, Dajna Polskaita, Lithuania, Nadia Teranova, Italy, Monika Kompanikova, Slovakia, Kristina Gavran, Croatia, Petar Denčev, Bulgaria, Bogdan Aleksandru Stanescu, Romania, Olja Stojanova Đakova, Bulgaria, Saša Stanisić, Germany, како и Владимир Јанковски и Петар Андоновски од Македонија. Тоа беше официјалната програма, но и сите други македонски писатели кои што учествуваа во различните програми, како Никола Маџиров, Билјана Црвенковска, Елизабета Баковска, Александар Маџаровски, Јордан Коцевски, Снежана Стојчевска, Ана Голечка-Джикова, Елена Филиповска, Душко Крстевски, Стојан Лековски, Елена Лужина и така натаму. Че ви благодарам на сите вас за сето она што го одвоивте за фестивалот Bookstar и секако им се заблагодарувам на нашите поддржувачи. Европската унија, Министерството за култура на Република Македонија, Традуки, град Скопје, Младинскиот културен центар особено, библиотеката Браќа Милодиновци, Исландскиот книжевен фонд, European Prize for Literature, Руманската амбасада, Италијанската амбасада, амбасадата на Словачка, Институтот, Културен институт на Романија, Global Taxi, како и Бугарскиот центар во Скопје. И секако за медиумскиот покровител Македонската телевизија, така што без сите овие немаше овој фестивал да го има тоа што требаше да го има, тоа е храброст, магија, енергија и љубов. Се надевам дека и до година ќе продолжиме во иста насока. Јас малце се заборев. Мислам дека повеќе да разбера, бидејќи има љубов, кај има љубов, има енергија и нема потреба да ви благодарам, уживајте во разговорот со Светлана Алексиевич. Мислам дека тоа е многу поинтересно како ми е